Неодамна од печат излезе книгата "Адвокатурата и адвокатите во Битола". Засега единствен ваков труд кај нас. Автори на трудот се најстариот и би рекле најмладиот адвокат во Битола Сотир и Никола Главич. Трудот, кој се работеше подолго време, има за цел да фрли преглед врз времињата на назад и да ја апострофира адвокатурата во Битола денес. Се разбира врз научни сознанија, истражувања, разговори и користење на соодветна литература. Низ разговорите со Сотир и Никола Главинче ќе прошетаме низ книгата, а тоа значи и низ временските простори, пошто јасно ќе се убедиме дека Битола заслужува еден ваков труд. Среќа би било ако овој труд и оваа документарна емисија побудат интерес кај други и на соодветен начин ги обработат областите во кои минале дел или поголем дел од својот живот. Адвокатурата е институција која се применува во заштита на правата на човекот. Со современувањето на општеството, веќе адвокатурата станува неопходна институција, затоа што таа има основна задача да ги штити луѓето од неправда, да ги штити луѓето од неосновани напади. Од секогаш постои некој антагонизам помеѓу личноста и државата. Од секогаш. И државата од секогаш тежне да создава виновници или да ги суди виновниците заради спокојствието и развојот на општеството. Меѓутоа се јавила потреба со време да се одредени стручни личности ангажират за тоа кога некое лице е обвинето да му даде заштита. Така да адвокатурата е многу блиска до медицината. Неопходноста на живиот човек е еднаква по прашањето на здравјето од докторот, од медицината и на личноста која е загрозена од правен аспект е неопходна адвокатурата. Према тоа адвокатурата е еден императив на современото живење. И адвокатурата, јас не можам поинаку да ја гледам сем како таква институција во општеството. И во тој контекст сакам да кажам дека имало случаи во историјата и сакам и ќе го наведам тој случај, кога луѓе кои што се занимавале со адвокатура, како Владимир Илиш Ленин, веднаш кога дошол за председател на Советскиот сојуз, ја укинал адвокатурата. Зошто? Затоа што адвокатурата на некој начин се јавува како противречен институт кој што му пречи на државната бирократија. Меѓутоа, адвокатурата во современото живење представува неопходност и правилно и политичари кои што се разумни, рационални и кои што сакат развој на своето општество и држава, во секој случај дават поддршка на адвокатурата. Историјата на адвокатурата во Битола има длабоки корени.
Во истражувањето адвокатурата и адвокатите во Битола фативме период кој што е, така да речем, доста долг и доста далеко од денешницата, односно од сегашноста, и нејзините корени ги пишуваме од постоењето на Хераклеја. Хераклеја Линкестис, градот во близина на Битола, има посебно значење за адвокатурата, бидејќи таму се и првите прапочетоци на правото и правниот систем. Знаеме дека Хераклеја во 4 век била епископски центар и во тој поглед археолозите откриле портик на судница. Самото постоење на портикот на судницата значи дека постоело правосудство, односно судство, кое што подоцна пак имало значење за развојот и на правната мисла. Еден епитавски споменик, посветен на Бененатус, зборува дека во Хераклеја живеели луѓе кои што биле и народни пратеници, односно народни поротници. Тоа е уште еден аргумент дека тој систем на правосудството функционирал со некои правила кои што се разбира под влијание на римското право и подоцна на Корпус Юрис Цивилис на Јустинијан I имале траги и во живењето, односно функционирањето на овој град. На задно време се појќе и појќе се развиват општествата во целина и во поединечните односите во општеството. Колку појќе расти свеста за слободата и правата на човекот, толку тој човек се обраќа почесто и редовно на адвокатот да побара услуга, онака како што се бара услуга и од лекарот. И во тој контекст задно време веќе има една развојна тенденција за специализација и во адвокатурата, затоа што доскоро адвокатурата ги вршеше сите тие активности во заштита на личноста. Било да се работи за имотни права, за статусни права или за кривични обвиненија. Така да адвокатот работеше све, меѓутоа адвокатот сега во задно време се специализира и оттаму дава поголема гаранција за професионално знаење, за поголема посветеност на адвокатурата и давање на подобра помош. Посебно значајна е статуата на Немеса, божицата на судбината на градот, односно божицата на правдата, која што статуа зазема едно посебно место во градот Хераклеја и е изградена со помош на Јулија Тертила. Следува еден период кога на овие простори не можеме да зборуваме за постоење на правосудство или адвокатура, но некои почетоци кои што подоцна го креираат тој правен живот. Така со доселувањето на словените и постоењето на македонските склавини во 6 и 7 век, а и подоцна во времето на царот Самуил, правото се спроведувало преку старешините, односно управителите на местата каде што имало население, односно управителите на градовите и населените места. Во 1385 година Битола е освоена од турците османлии. Тој период е главна карактеристика што се применува шеријатското право и не постојат правни норми кои што се обврзувачки за сите, односно кои што важат за сите подеднакво. Без адвокат, со ова свест со која располагат граѓаните задно време, а со се почестата популаризација на правата и слободите на граѓаните и преку законите во секој правен поредок, во секоја држава и во меѓународниот свет преку декларации и конвенции, личноста може и сам да се застапува. Во историјата е интересен случајот на Сократ, кој било обвинет од тројца по разни основи, обвинение за расипување на младината, на неверување во исти богови во кои се верувало во тоа време во Атина и така натаму, и бил дефинитивно и осуден со неколку гласа на смрт и се самоубил да се изврши таа обврска. Тоа е прв случај во историјата на општеството
што е познато, да сам се брани од обвинувањата против него од страна на тие тројца тужители. Меѓутоа, покасно, многу се почесто и почесто се јавува потреба и се јавуваат граѓани кои барат таква помош, посебно во кривичната материја. Денеска веќе и во корпоративното право, во стопанските односи, кои се многу посложени од некогаш. Притисоците кои што Западна Европа ги имала кон Османлиското царство и посебно консултантските одлуки довеле до тоа да во 1839 година султанот Абдул Меджид го донесе Гилханскиот хати шериф, односно актот на справедливоста. Со него за прв пат се формираат првостепени и второстепени судови и на тој начин се воспоставува еден правен систем кој што ваков или тако функционира до определен период. Битола во тој период имала и првостепен и второстепен суд. Токму тој датум може да се врзи како датум на почеток на судството во Битола, кое што е тесно врзано и со односите на адвокатурата како еден од тие сегменти на правосудството. Во 1876 година пак, султанот носи уредба за вршење на адвокатурата во Цариград. На тој начин се воспоставуваат правилата и критериумите за тоа кое лице може да биде адвокат, како да работи, како ќе биде наградуван и каква е неговата функција при правораздавањето на судството. Во 1880 година уредбата ја проширува својата важност и важи и за територијата на Македонија, односно на Румелискиот вилај. Посебно значајно е да се каже дека за постоење на адвокат, односно за отпочнување на адвокатска дејност, било потребно одобрение лично од министерот за правда на Османлиското царство, кое што одобрение го давал по поднесено барање на секој кој што имал правно образование, односно образование завршено во некој од правните факултети, односно универзитети. Во 1880 година посебно е битно донесувањето, односно предлогот за донесување на македонски устав од македонската интелигенција во Бугарија, односно устав за идното државно устројство. Тука за прв пат се споменува адвокатурата како јавна служба и посебно е значајно што тоа е прв документ составен од македонци кои што зборуваат за адвокатурата како посебен сегмент на живењето во правосудството и на општеството и ја дозволуваат адвокатурата како начин за заштита на луѓето. Во овој период, Битола полека но сигурно почнува да го добива епитетот на град на адвокатура. За разлика од другите градови во денешна Македонија и на географското подрачје на Македонија, Битола има значајно влијание и улога преку постоењето прво на институциите, второ на познатите трговци и конзули кои што со своето влијание носат еден европски дух во градот. Во тој поглед, неминовно и без резерва треба да се споменат имињата на неколку адвокати кои што можеби денеска треба да се слават како основоположници на таа адвокатура во една посовремена смисла од она за која што зборувавме претходно. Еден од нив е Андон Димитров, еден од основачите на македонската тајна револуционерна организација во Солун во 1893 година. Адвокатска дејност во Битола вршил од 1901 до 1903 година. Еден друг значаен правник и адвокат во ова време е Диаманди Мишајков, чиј што споменик се наоѓа во градскиот парк во Битола кај Саат Кулата, кој што завршил правен факултет во Битола, специјализирал во Санкт Петерсбург и бил председател на Македонското студентско движење, кое што издавало и посебни весници со правна материја и материја која што имала за цел да го побуди револуционерното чувство кај македонскиот народ. Во оваа група на познати правници и адвокати се споменува името на Панче Дорев, кој што исто така завршил правен факултет во Цариград, а специјализирал во Виена,
бил адвокат во Битола и преку адвокатурата се запознал со Даме Груев, на тој начин се вклучили во револуционерното движење на Македонија, што му довело и на два пати да биде член, односно да биде пратеник во младотурскиот парламент како представник на Битола. Во оваа група спомнуваме и некои други адвокати, како што се Радевски Мета Константин, Атанасеску Николас, Атанасеску Глигорис и други. Битолченец и подоцна познат адвокат е Михаил Папазоглу, кој што завршил правен факултет во Сорбона во Париз, Франција, а специјализирал во Њујорк, Америка. Тој живеел од 1867 до 1958 година. Адвокатска дејност вршил од 1912 до 1917 во Битола, подоцна во Солун, за повторно да се врати во Битола во 1935 година. Во овој период имаме уште двајца познати адвокати чии што имиња ги откривме при истражувањето на оваа книга, а тоа се Јанко Цаца, кој што завршил правен факултет во Атина и бил адвокат на само 30 години. По исполнувањето на стажот како адвокат до 1944 година во Битола се преселил во Прилеп, каде што продолжил да врши адвокатска дејност. Во истражувањата за досието на Јанко Цаца, кој што се наоѓа во Државниот архив на Македонија, откривме една одлука од министерот за правда на тогашната држава, каде што се дава посебно одобрение за вршење на адвокатска дејност во Битола на Владо Берекчан, на Александар Павлович, Јанко Цаца и Никола Маркович Добрушевски. Никола Маркович е значајна адвокатска личност, кој што завршил правен факултет во Цариград, а подоцна и политички се активирал. Бил два пати пратеник во Народното собрание на тогашното кралство на СХС, конзул на Југославија во Албанија и градоначалник во Битола во 1927 година. Подоцна станал и председател на Окружниот суд во Битола, а од 1941 до 1944 година не вршил адвокатска дејност. Подоцна повторно се реактивирал и неговото име е запишано како еден од 10 адвокати кои што во вкупната бројка на 36 адвокати во Република Македонија во 1941 година почнал да врши адвокатска дејност. Во периодот на Првата и Втората светска војна во 1928 година Скопје го добива второстепениот суд, а во Битола е укинат. Српската власт на овие простори прави реформа во правосудството и во 1928 година го донесува првиот закон за адвокатите, кој што предвидува и формирање на адвокатска комора како тело во кое што адвокатите можат да се здружуваат и одлучуваат за своите права и интереси. Само по една година, во 1929 година, се носи нов закон за адвокатура, а на 27 април 1930 година е формирана Југословенската комора, во која што партиципирале и битолчани. Она што посебно е значајно за овој период меѓу Првата и Втората светска војна е влијанието на адвокатите во самиот општествен систем. Значајно да се каже дека во 1926 година на локалните избори, каде што учествувала посебна листа на независни интелектуалци предводена од адвокати, се случило преседан. Имено, во сите изборни циклуси, односно во сите изборни места во тогашната држава Југославија, само во Битола победила посебна независна листа, додека во сите останати места победиле листите на демократската, односно на радикалната партија. Во Битола листата е воделе адвокатите Јован Алтипармаков, Никола Маркович Добрушевски, Воислав Протич, Милош Пјанич и Миленко Дивац. Оваа листа освоила мнозинство во тоа собрание на општината, односно во тој совет на општината со денешен, да речем, вокабулар кажано, и за градоначалник, односно за началник на поверенството на Битола го поставила Трпе Трпевски, кој што во 2 мандати бил и така наречено градоначалник на Битола.
Еден од најзначајните адвокати воопшто во историјата на адвокатурата во Битола е Јован Алтипармаков, кој што живеел од 1891 до 1953 година. Во 1922 година бил назначен за судија во Битола, но само по неколку месеци поднесува оставка и влегува во адвокатурата. На тој начин станува еден од најзначајните адвокати во Битола, посебно значајни по неговото политичко ангажирање. Во 1931 година станува пратеник и сенатор, а воедно и подпредседател на Сенатот на Југословенската држава. Во 1939 година избран за министер за пошта и телеграф. Тоа е значајно што тој е единствен битолчанец кој што вршил толку високи функции во тогашната држава и во тогашниот политички систем, а и она што е посебно значајно за битолчани е што водел посебна грижа за битолските студенти, односно студентите по право кои што живееле во Белград. Не помалку значаен адвокат во тој период, кој што успешно го подигнал угледот на адвокатурата, имиџот на адвокатурата и Атанасије Сотировиќ, кој што завршил основно училиште во Битола и Франција како стипендист, а правен факултет во Суботица. Во 1933 година овој адвокат станал градоначалник на Битола и посебно се значени неговите заслуги за електрификацијата на Битола, градењето, односно изградбата на градскиот парк и формирањето на Битолскиот музеј. Со адвокатска дејност во овој период се занимавал и Филип Николовски, кој што завршил средно училиште во Бордо, Франција, а правен факултет во Суботица. Во овој период само накратко би ги спомнали и некои други значајни адвокатски имиња, како Ѓорги Милев, Здравко Исаиловиќ, кој бил судија па адвокат, Јефтим Поповиќ, Миливоје Миливојевиќ, Миленко Дивац, Воислав Протич, кој што бил исто така сенатор и основач на ловечкиот дом во Битола, Милош Пјанич. Подоцна неговиот син станал судија на Врховниот суд на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Будимир Борисавлевиќ Буда, еден од основачите на музејот во Битола и градоначалник, кој бил избран во 1939 година, Предраг Лукиќ, чија што адвокатска канцеларија се наоѓала од спротива денешниот основен суд во Битола, и Божидар Џаџиќ, татко на познатиот поет Петар Џаџиќ. Периодот од 41 до 44 година, кога бугарската власт дошла во Битола, адвокатска дејност вршеле неколку адвокати. Еден од нив е Александар Костов, кој што исто така правен факултет завршил во Сорбона, Франција, и неговото име се споменува како типичен пример на човек кој што покрај правото бил заинтересиран и за другите спортски активности, односно активностите на општественото живење, и е еден кој што ја донел познатата игра бељот во Битола. Сотир Момев вршил адвокатска дејност во овој период, во периодот од 41 до 44, а и подоцна. Димитар Поп Димитров, кој што бил судија во Битола, судија во Нови Пазар, Србија, подоцна судија во Охрид, во Призрен, председател на судот, односно старешина на судот во Ресен, судија во Хасково и подоцна повторно се вратил во Битол и вршил адвокатска дејност од 42 до 1970 година. Правници, односно адвокати, среќаваме и во периодот на народно-ослободителната борба. Значајна личност во револуционерното движење и Никола Тодоровски Коле Канински, кој што практикувал адвокатура, односно бил адвокатски приправник во канцелариите на адвокатите Воислав Протич и адвокатот Александар Костич. Завршил правен факултет во Белград, но не успел да
се занимава со адвокатура, бидејќи трагично загинал во Втората светска војна. Јорго Османли, односно Јорго Османот, Петар Манговски, како делегат на АСНОМ се спомнува и името на Илија Илиевски. Во 1945-та, односно 46-та година, од вкупно 38 адвокати на територијата на Македонија, 10 се од Битола. Адвокатска дејност од 1945 година па во иднина вршат Јован Алтипармаков, Димитар Попдимитров, Атанасија Сотировски, Ѓорги Милев, Филип Николовски, Никола Марковиќ и Сотир Момев. На нив му се приклучуваат и Филота Фила, Филота Христевски и Спиро Јанев. Во 1945 година во Битола, во зградата позната како Соколаната во градскиот парк, се случува, односно се одржува едно големо судење против, како што е тогаш наречено, интелектуалните убици. Главно луѓе кои што од идеолошки причини биле против тогашниот режим, односно кои што имале определени поврзаности со окупационата претходна власт. Тука во овој период се најзначајни имињата на адвокатите Спиро Јанев, кој што правен факултет завршил во Суботица, а подоцна бил и судија во Скопје, во окружниот, околискиот и вишиот стопански суд, и Филота Фила, како еден од најзначајните адвокати во историјата на Македонија, а можеби, туку сигурно и во историјата на Југославија. Во овој период адвокат станува и Филота Христевски, кој што правен факултет завршил во Белград, а исто така бил полиглот, зборувал француски, грчки, влашки јазик, и бил еден од најзначајните адвокати кој што од 45-та година воспоставил адвокатски канцеларии, односно вработил своји адвокатски приправници и слично. Само на кратко би го спомнал името на доктор Павел Шатев, кој што во 1951 година почина во Битола и по кој повод, односно во знак на почит на неговото име, како доктор на науки, односно како правник, адвокатите во Битола на 16 јуни, денот на македонската адвокатура, го посетуваат неговото вечно почивалиште во Светонеделските гробишта. Во 1951 година адвокатска дејност во Битола почнал да извршува и Михаил Ѓоргиев. На само 21 година тој бил најмладиот дипломиран правник во Југославија. Адвокатска дејност во 1951 година покрај Михаил Ѓоргиев почнале да вршат и адвокатите Цветко Стрезовски, кој работел до 1972, Петар Евтимски, кој што работел до 1983 година, а во 1954 година во адвокатурата влегол Панде Богдановски, поранешен судија и основач на судот во Кавадарци и во Делчево. Во 1954 година во адвокатура влегол и Ѓорги Зози, кој работел до 1988 година. 2 години подоцна во адвокатурата почнал да работи и Александар Ѓузелковски, кој завршил правен факултет во Софија, а претходно бил судија во Прилеп, Битола и Кичево. Во 1958 година со адвокатура почнал да се занимава и претходно судијата Јордан Бојаджиев, а во 1962-та Гавро Пановски. Адвокатската дејност станувала атрактивна и за поранешни судии, како што се Славко Петковски, кој што адвокатска дејност вршил од 1962 до 1965 година. Во
Во 1966 и 67 година се случил тренд на преминување на познати, односно признаени суди од основниот, односно сега апелациониот суд Битола во адвокатурата. Во 66 и 67 година во адвокатура преминале судиите Сотир Главинче, Владо Бошевски, Наум Чомовски, Јован Деребанов, Петро Шаламани. Сите овие биле судии или на окружниот или на општинскиот суд и по завршувањето на судската функција, односно по нивна сопствена одлука, преминале во адвокатурата. Во 1970-та, 71-та и 72-та година бројот на адвокати постепено се зголемувал. Адвокатска дејност почнале да вршат Михајло Николовски, Томе Симјановски, Благој Лазаревски, Стојан Божиновски и Илија Кочовски. Во 1972 година адвокатот Сотир Главинче бил избран за председател на Адвокатската комора на Македонија, на која функција бил избран подоцна и уште 2 пати, значи во 3 мандати, а во истата година станал и председател на Адвокатската комора на Југославија. Во 1976 година во Битола се овозможило, односно се формирала адвокатска организација, која што била посебна секција на адвокатите во Битола, која одлучувала за сопствените активности и сопствените организацијски прашања на адвокатурата. Во 1976 година адвокати во Битола станале Цветко Ангелковски, судија на општинскиот и окружниот суд Битола, Гоце Милошевски, Радојца Нечак. Во 77-та адвокат станал Александар Тодоров. Во 1978 година со адвокатура почнал да работи Димитар Трајков, а во 79-та се формирала основната адвокатска комора на Битола. На тој начин адвокатите во Битола имале свој собствен правен субјективитет и самите одлучувале за тоа како и на кој начин ќе функционира адвокатурата на овие простори. Во 85-та, 86-та, 87-та и 89-та година адвокатска дејност почнале да вршат Драган Петровски, Ѓорги Пили, кој бил и председател на основната адвокатска заедница, Никола Стојков, председател на основната адвокатска заедница и основната адвокатска комора, Цветко Неделковски, Илија Зуберовски, магистер Јовица Фидановски, Луиза Христоска Кочовска, Петар Христов, Здравко Бошевски, кој бил председател на основната адвокатска заедница, Ивановски, Виолета Мишакова, Маријана Тодоровска, Ристо Алексовски, Димче Дамовски, Методија Петровски, Јулијана Димитровска и Милица Николовска. Во 91-та година, па подоцна, бројот на адвокатите во Битола значајно се зголемува. Една од причините е и затворањето на големите работни колективи, фабриките и останатите предпријатија, со што голем дел од правниците останале без работа. Денеска во Битола која секој пат е красел богат правен живот како град и секогаш давала познати личности, било во адвокатурата, било во судството и во други дејности на адвокатура, како на правен поредок, како чинители. Не може човек да не се потсети на Битола која го даде државниот обвинител на Македонија, кој нажалост почина пред известно време. Битола има дадено бројни судии на Врховен суд, кои што оставиле, по моите сознавања, многу добри печатоци во својата судска работа. Интегрално и авторитетно работеле, честно и професионално. Во тој контекст е многу важно да се спомне дека
и профилацијата на адвокатурата е тесно врзана со профилите на судиите и обвинителите. Тоа е, знаете, како некој надпреварувачки дух и Битола имала и добри адвокати.